Екстремистите на Исламската држава кренаа во воздух дел од џамијата Ал-Нури во стариот дел на Мосул и нејзиното познато наведнато минаре. Тоа според ирачките лидери представува официјално прогласување пораз. Џамијата изградена во 1172 година и нејзиното така наречено грбаво минаре беа избрани како место каде лидерот на Исламската држава Абу Бакр ал-Багдади во јули 2014 година се прогласи за калиф на, како што се надеваше, милитантната империја во Ирак и Сирија. Неговото црно знаме се вееше на познатото минаре скоро 3 години и неговото уништување представува признавање дека Исламската држава е пред пораз, изјави ирачкиот премиер Хајдар ал-Абади. Пред експлозијата ирачките сили го опколија главното упориште на Исламската држава во стариот дел на Мосул, кој е последното место што милитантите го имаат се уште под контрола во овој град. Американскиот генерал мајор Џозеф Мартин, вклучен во борбите против Исламската држава, оцени дека уништувањето на џамијата е злосторство против народот на Ирак и пример зошто оваа брутална организација мора да биде уништена. Ирачката армија соопшти дека милитантите ја уништиле џамијата откако ирачките сили стигнале на 50 метри од стариот град. Ирачките официјални представници се надеваат дека нивните сили ќе успеат да стигнат до џамијата пред крајот на Рамазан. Интернет страницата Амак, поврзана со Исламската држава, по експлозијата соопшти дека џамијата била уништена во американски воздушен напад. Тоа веднаш беше демантирано од коалицијата која се бори против Исламската држава, наведувајќи дека во тоа време немало никаков воздушен напад. Падот на Мосул ќе представува и крај на ирачкиот дел на самопрогласениот калифат, но не и, како што се претпоставува, крај на активностите на милитантите кои се уште држат територии западно и јужно од градот. Багдади, според американски и ирачки извори, им го препуштил боиштето во Мосул на локалните команданти и се верува дека се грие на границата меѓу Ирак и Сирија.